Новото во приказната за Скопскиот Луна парк е што градот Скопје распиша оглас за набавка на вкупно 16 реквизити. Значи треба да биде сериозна компанија која што пред се имала искуство во реализација на вакво нешто. Не може фабрика за месо да прави Луна парк во главниот град. Како е можно дури и јавни предпријатија за паркинзи по општините да работат со загуба? Најголеми загуби бележи Тетовското предпријатие, околу 113.000 евра, а веднаш по него е Кумановското со околу 87.000 евра загуби. Дали и како се украсени дел од градовите во внатрешноста и колку ги чини тоа општинските каси? Me ardhjen time nuk kishte jete për zbukurimi në qytetit për festat e fundvitit. Може би малку е, како да ви кажам, зголемена сумата, но имавме сериозна критика во минатото дека ништо не се прави нова поле. Според вас 3 милиони денари се малку или многу како издаток? Па би рекол дека оптимално.